Ова е последното што ќе ти го кажам. Само умот може човека да го направи и богат и среќен. Не. Ако си нема късмет, ништо. Ова е последното што јас ќе ти го кажам. Последното што ќе ми го кажеш. А зборуваш веќе половина час и тоа се исто. Късметот, среќата, не. Само умот човека може богат да го направи. Бре, ти ќе ми кажеш мене. Со умот можеш оро да си играш ако немаш късмет. Късметот е најважен и поважен е од умот. И не е така. Така е. Не е така. Така е. Умот го прави човека да биде човек. Ама късметот го прави човека да биде богат, да биде чорбаджија. Човек без ум не може да биде богат, ме разбираш? Не, човек без късмет не може да биде богат, ме разбираш ти? Гледам. Гледаш, го виде овчарон таму. Го гледам. Голтер, сиром. Голтер? Ама јас ќе го сторам сега чорбаджија. Сакаш да видиш? Сакам да видам. Со късмет ќе го сторам чорбаджија. Стори го чорбаджија со късмет, па да видиме што ќе направи без ум. Ај да видиме. Сега слушај вам. Да се престориме ние сега во обични човечки алишта и да тргнеме, да ја завршиме оваа работа. Значи ти си знаел и да мислиш. Добар ден, момче. Добар ден. Аз сум задрема малку. Убаво местото. Убаво. Велам, Убаво. да седнеме и ние малку да се одмориме, а? Ако ќе си поправиме муабет. Што наваму вие? Така. Ете, од секирација талкаме по планините. Од мак. Од мака? Шо мака бе стиснал? Како што мака? Дај што? Се најде еден умен и прелага двајца неумни. Будали, а? Да. Кај се тие будали? Тие сме ние. Ја го даде ова стапче и рече дека со него може да се најде кај има скриено богатство. Со стапче? И како се наоѓа со стапче богатство? Слушај, ние му поверувавме и му дадовме дебели пари за оваа работа. Потоа кога гледаме, ништо. Така. Ништо. Но се испокршивме и ништо. Абе што рекол народот, лесен ум, многу лесно се купува. Да, така, имаш право. И ајде, ние се одморивме, што се одморивме и да си појдем, а? Ајде, со здравје. Не, фала. Ајде, со здравје, момче. Ајде, со здравје. Со здравје. Ајде. Со здравје. Стига заборавив ова стапчето. Ако? Ама, ајде, дека се витоса. Па земете го. Не го видовме ние ајрот. Нека се витоса. Добро. Мене ми го остави стапчето што наоѓало богатство. Што знам, па може јас нешто ќе си најдам среќа. Сега ќе видиш што ќе стане. Нема што да видувам, ти забораваш која сум јас. Јас знам што ќе стане. Само уште еднаш ќе ти кажам. На крајот за се ќе зборуваме и ќе видиш кој е. Добро, ајде сега ќе останеме и ќе гледаме. Што знам, може стапчево на вистина може да донесе богатство? Чекай, како рече вака, на прстот?
Не, обратно требаше. Наравот горе. Така? И каде ќе падне, таму ти е богатството. Чекай да. Така? Ай! Најдов, луѓе! Среќа, најдов! Пари! Леле ми се разбуди среќата! Ти се разбудила среќата, да дури 4 ги ококорила. Види ли сега дека за богатство треба само късмет? Не му требаше ум за да го најде, ама ќе му треба ум за да го потроши. Не. Или да го сочува, ќе видим. И за тоа не треба ум, само късмет. Гледај. Среќата ми се разбуди и мене! Ќе си го носам, дома ќе си го носам. Само ум. Само късмет. Ајде, тргнеме по него, па ќе видим. Ајде, да тргнеме, па ќе видиш дека само късмет треба. Само ум. Само късмет. Уште ли е тука овој? Уште е, бе, што да му правам? Ајде, оди, кажи му да си оди, ајде. И подиспрати го малку. Душева ми знае, папсав оддавање, ајде, оди. Папса оддавање, јас Да. папсав односење, пак. Момче, ај, оди си. Ај, ти оди си таму. Гледаш дека имам уште за пиење. И донеси некој мезо да наполни го. Добар ден. О, пријателе! Пријателе! Не се сеќаваш на мене? Не. Овчарот! Јас сум овчарот. Абе, Што се видовме горе во планината. Чека, ти беше еден голтар, што вака сега? Бев голтар, ама ете късмет во животот и што? се направив малку човек. И како? Ми се сеќаваш дека кога дојдовте вие горе носевте еден стап што носи среќа. Немој да ми кажеш дека со тоа стапчето. Не среќа, богатство. Богатство, немаш поема колку пари сум зел од тоа. Не да оде по светот, не да шета, не да троше пари. Не да трошев, ги потрошив сите, да ти кажа право. Ако требаше грош да дадам за нешто, 5 плаќав. Алтани, не грошеви. Ама ги потрошив парите. Да И ти сега? кажа право. Сега малку ми е мака, да ти кажа. Слушај, Еве, со рака. немој ти да се секираш. Ти си късметлија, тебе късметот ти работи. Та работи късметот, ама еднаш во животот сега не ти може. мене слушај ме. Сега ти ќе појдеш во царскиот дворец. Царската ќерка си бира момче. Од секаде по царштината сите момчиња ќе дојдат, таа ќе ги гледа. Кој ќе го бендиса, ќе го земе. А ти вака, облечен, убав и късметлија, сигурно тебе ќе те земе. Мене ќе ме земе Да, царската ќерка. да, зошто да не? А? Абе, пријателе, написи една Имаш рачка. късмет ти. Ама не, кај мене ќе ме... Или, Што мислиш? Ќе те земе. Што мислиш вистина да ме земе мене, Ќе те земе. А ако не ме земе? Ако не те земе, овците ти се тука. И тоа што викаш? Зарно. Ај, написи, ќе ти доктора буште малку. Ај така и за мене. Ти, ајде, сега слушај ме ти мене. Со късмет. Со късмет нека е. Решив. Одам. Ај така, ај. Ама здодевен човек. Си отиде. Ајде. Не ми носи там. Ајде. Видели сега дека само късмет е доста за животот. Го сторија царски зет. Видов.
Му даде среќа да се најде богатство. Ама си немаше ум да си го сочува. А сега му даде среќа да стане царски зет. Само ќе му треба ум за и да остане. Море, тој што има късмет, ум не му треба. Па и да видиме што ќе прави сега таму, како царски зет. А после јас ќе зборувам, а ти ќе слушаш. Добро. Принцу мој, кажи ми нешто. Кажи, зошто ми се лутиш? Остави ме. Ке те оставам? Ако ми кажеш, зошто го нарача овој стап да ти го донесат дури од планина? Тоа не е твоја работа. Не е моја работа? Па ти си ми маш. Како не е моја работа? Кажи ми зошто ми се лутиш? Ама не целото, ама остави ме. Ми се лутиш, а? Знам. Еве само месец дена сме во бракот и престана да ме сакаш. Не може тоа така. Да знаеш. Еве тука мора да постои некој ред. Ако не си знаел за тоа, еви ти кажувам, не можеш така да станеш царски зет. За тоа треба да постои ум. А тебе? Каде ти е умот? На пасање? Ама тргни ми се од предочи, не може да те гледам повеќе. Или подобро јас да се тргнем. За ова, ќерко, требало да ми кажеш порано. Зошто си се мачела толку? Кој е тој? И каков е, па тебе да не те погледнуви, да не ти збори? На бесилка ќе го ставам. О, татко! На бесилка и тоа веднаш. Па, късметът ти си ја заврши својата работа, а сега мене ми е редот инаку отиде овчарот на бесилка. Чекај, море, па тој си има късмет. За оваа работа се чини ум ке треба. Да си ја земам јас облеката за незнарод и да си Ај, Тоа си ти? Што тука? Дојдов да те спасам, ете тоа. Мене? Од што? Од бесилка, ете од што. Зошто? Ништо не сум Натре ти сторил. готват бесилка, не си сторил ништо. Размисли малку. Мислеше готово, завршив работа и имав среќа да се оженам за царската ќерка и тоа ми е доволно. А ум, малку да размислиш, Ама што знам, јас навистина мислам дека ништо не сум направил. си направил, многу лошо си направил. Ја навреди царската ќерка. Не зборуваш со неја, си седнал вака и само во стапот ти јапаш, така е? Не смееш на луѓето да не им зборуваш кога тие ти зборуваат. Кога тие се добри со тебе, а ти да бидеш лош со нив. Не смее така. Размисли малку. Добро, Ум треба за Што тоа. да правам, кажи ми. Ќе отидеш, ќе застанеш пред царот и ќе го замолиш да не тебе си без судење.
Само отиди, застани пред него, замоли го да не тебе се без судење, а другото јас ќе го направам. Јас таму ќе ти дојдам. Да те чујам. Те молам, честити царе, прво да ми судиш, а потоа обесим. Што да те судам, момче, кога самиот си се судел? Зошто така и правиш на ќерка ми? Зошто не ја сакаш? А кога не ја сакаш, зошто дојде на избирањето? Или сакаше само царски зет да се сториш? Не. Не дека не ја сакам ќерка ти. Туку јас имам татко и мајка, честити царе. А тие не знаат за мојата голема радост дека сум се оженил. Од многу мака што не знаат за мојата радост, ми се помати умот и шетав како замаен. Но сега веќе нема да правам така, честити царе. Те молам, ако мислиш дека треба да ме бесиш, обесим. Ако не, прости ми. А зашто ова не ми го кажа порано, зете? Те и ние сме луѓе. Ќе разбереме. Ајде веднаш да пратиш да ги доведат мајката и татко ти. Морам да ти признам дека си права. Не бива се со късмет. Требало човек да ја има и паметта. Виде сега. Ни без тебе човек не може, ама ни без мене. Така е. Ако те има човек тебе, треба да ме има и мене, ако сака работата напред да му оди, нели? Така е. Еве рак. Така е.